Послание на апостол Павле до евреите, 1 глава. Бог, кој во старо време, откако многу пати и на многу начини им зборуваше на нашите предци, преку пророците, во последниве денови ни зборува преку Синот, кого го постави за наследник на се, преку кого ги создаде и вековите. Тој е одблесок на Божијата слава и отпечаток на неговата суштина и држи се со својот моќен збор. Откако преку себе ги очисти нашите гревови, седна од десната страна на престолот на Севишниот во висините. И стана толку повозвишен од ангелите, колку што е пославно името што го наследи, во споредба со нивното. Зашто кому од ангелите Бог некогаш му рекол: "Ти си мој син, јас те родив денес." Или пак: "Јас ќе му бидам татко, а тој ќе ми биде син." Исто така, кога го воведе првородениот во вселената, рече: "Нека му се поклонат сите ангели Божји." За ангелите пак речено е: "Ти ги правиш ангелите своји ветрови, а служителите своји огнен пламен." А за Синот: "Твојот престол, Боже, е вечен и жезолот на правдата е жезол на царството Твое. Тебе ти омиле правдата, а го намрази беззаконието. Затоа, Боже, Твојот Бог те помаза со масло на радоста повеќе од Твоите придружници." И пак: "Во почетокот Ти, Господи, си ја основал земјата, а и небесата се дело на Твоите раце. Тие ќе загинат, Ти остануваш, сите ќе изветвеат како облека. Ќе ги свиткаш како наметка, како облекло, и тие ќе бидат променети, но Ти си секогаш истиот, и Твоите години нема да се свршат." А на кого од ангелите Бог некогаш му рекол: "Седи од мојата десна страна, додека непријателите Твои не ги поставам за подножие на нозете Твои." Нели се тие сите служителски духови, испратени да им служат на оние што ќе го наследат спасението?